Вестите утринава не ни тргнаа добро, бидејќи негдека после 6 часот во Лвив, од каде што се јавува нашата Атовска, се слушнале големи експлозии. Тие се сите беа барем доскоро во Скривниците, но веќе гледам Атовска на улицата пред прес-центарот, ако не се лажам, Атовска, можеби и грешам, или е Скривницата, кај што се наоѓаш во Лвив. Поведи. Да, Сашо, ова се наоѓам пред Скривницата, од каде што излеговме пред малку, околу 6 часот изутрина по украинско време. Тоа би било и се слушна алармите, иако можам да кажам дека во местото каде што сум сместена имаше мал проблем со звучниот аларм, се слушаше само обидот за аларм и дишење од другата страна, но за среќа кога доаѓате овде мора задолжително е да, односно ве приклучуваат на онаа телеграм група која служи само за известувањата, па така сите дознавме дека всушност има аларми. Веднаш отидовме во Скривница. Во Скривница дознавме дека се работи за пукотници кои се во близина на овој град, на Лвив, и дека се работи за експлозија близу аеродромот, но според последните информации не е оштетена аеродромската зграда, туку некоја зграда во близината на аеродромот. Тој се наоѓа на околу 7 километри оддалеченост од Лвив и за сега се уште нема официјални податоци за тоа дали има повредени или, не дај Боже, загинати во овој напад. На Телеграм се огласи градоначалникот на Лвив, кој пред се ја сподели информацијата дека не е оштетен аеродромот, но ги замоли новинарите, па и граѓаните кои живеат во тој дел од градот да не објавуваат фотографии и видеа од самата локација на експлозијата. Секако овој негов апел дојде подоцна, откако веќе дел од жителите кои живеат во тој дел од градот од своите тераси, балкони ги објавија видеата како во далечина се гледа голем чат предизвикан секако од експлозијата, но можам да кажам дека неговиот апел се почитува, така што откако се појави неговиот апел на Телеграм да не се објавуваат, никој повеќе не објави никакво видео или фотографија од локацијата каде што имаше утринава експлозија. Атовска, Лвов е на самиот крајен запад на Украина и досега беше релативно поштедена од самото бомбардирање првично на аеродромот пред неколку дена. Меѓутоа, информациите, за тоа ќе разговараме и со колегите кои се тука во студиото, информациите велат дека е можно Русија сега на сите фронтови всушност да ги засили дејствата, бидејќи од една страна започнуваат преговори, тие не стојат баш така добро во преговорите, од друга страна им останаа најглавните градови неосвоени, тие се опколени, разрушени некои од нив. Ова во Мариупол е голема трагедија, ќе видиме со Одеса што ќе биде. Што се проценките на самите украинци таму каде што ти се наоѓаш, како ќе се развиваат наредниве денови, викендот пред нас? Можам да кажам дека луѓето овде се големи оптимисти. Вчера секако поголем дел од денот, освен кога снимав надвор, бев и во прес-центарот, токму во тој прес-центар доаѓаат сите официјални лица, таму се случуваат сите официјални пресконференции. За денеска во 1,5 часот по украинско време е закажана и пресконференција на градоначалникот на Лвив, така што можам да кажам дека овде постои еден оптимизам дека Лвив ќе остане недопрен град. Со сите со кои што бев во контакт вчера и со кои што разговарав, некако имаат надеж дека ова е можеби најбезбедниот град во цела Украина. Секако сите се надеваме дека така и ќе остане, но по ова што го видовме утринава, секако дека не се знае. Сега нели имаш уште еден напад во воена база близу Лвив, но тоа е воена база, па не се работи за напад врз цивили
или туку за целен напад. А за што се работи ова денеска? Допрва во текот на денот треба да добиваме информации, но она што можам да го забележам овде на теренот е дека сите се големи оптимисти дека овој град нема да биде мета на русите, но морам да кажам дека во исто време се преземаат сите мерки на предпазливост. Иако имаше некаква заштита првична на културното наследство, на културното богатство, вчера се обезбедуваше многу поцврсто, многу подобро од она што можев да го забележам кога стигнав. Така што не можам во моментов да кажам, бидејќи едно е тоа што го слушаме, што е и нормално дека украинските власти сакаат да смират состојбата, не сакаат да предизвикуваат паника. И луѓето овде можам да кажам дека чувствувам дека безбедно се чувствуваат кога четаат низ град, но од друга страна, ако гледаме дека се преземаат сите мерки на предпазливост и тоа засилени, навистина е неизвестно што ќе се случува овде. Атовска, за крај да те прашам, како функционира ли телевизијата државна во Украина? Како се пренесуваат социјалните мрежи, интернетот распростат, русите ги гаѓа и телекомуникацијските кули, потоа претпоставам сите овие мрежи и така натаму. Како се информираат луѓето, како им изгледа тој дел од денот, да кажем? Токму тоа и сакав да искоментирам, нешто чудно ми падна во текот на вечерта, бидејќи украинските канали се активни, сите емитуваат програма, секако дека јас постојано го гледам украинскиот прв канал. И она што ме изненади синоќа во текот на ноќта кога ги гледав сите нивни известувања е дека тие дури сакаат да покажат каква пропаганда добиваат русите во својата земја, па дури имаше и сечоци и репортажи од ТВ каналот Русија 1. Ако знаеме дека секаде во Европа постои борба, постојат апели и повици да се укинат руските телевизии, синоќа забележав дека украинскиот канал дури емитуваше како известува каналот Расија 1, за да знаат, впрочем, и овде украинските граѓани каква пропаганда им се сервира на руските граѓани таму. Така што да, Саш, овде се функционира нормално, иако во првите денови беа погодени телекомуникацијските кули. Сепак програма се емитува и тоа можам да кажам добра програма, бидејќи 24 часа украинскиот канал буквално без престан, без заспивање во секое време од денот и ноќта има програма во живо со интервјуа, со јавувања од секаде, така што одлично функционира руската телевизија. И секако на Телеграм е, впрочем, каналот на кој што сите се информираме за се останато, но тоа не значи дека нема телевизии и медиуми, мејнстрим медиуми, дека тие се одсечени, тоа воопшто не е вистина. Јас ги гледам украинските телевизии, особено украинскиот прв канал, на кој што нели сакам да се информирам како се известува овде што се случува и во остатокот од државата, а не само во Лвив, во градот во кој што се наоѓам. Нашата Кристина Атовска, специјалниот дописник на Слободен печат, јутренски брифинг. Кристина, благодарам, се слушаме во 20 до 10 со уште едно јавување, се надевам дека ќе биде се добро, а потоа Кристина и во текот на денот продолжува со своите информации. Вчера имаше некако одлични истории кои што можете да ги прочитате. Сашо, само уште една работа која заборавив да ја кажам, е наша интерна комуникација помеѓу новинарите странци кои сме овде во Лвив, бидејќи сите сме приклучени на една Телеграм мрежа. Кога се случил нападот на војната база, на сите новинари им било забрането да пристапат до базата и предпоставките и на странските новинари, но и на украинските новинари кои што ни даваат информации, се многу срдечни во споделувањето информации. Нивните предпоставки се дека денеска нема да ни биде дозволено на нас новинарите да пристапиме на локацијата на која што се слушна експлозијата утринава.
Да, предпоставам се разбира Украина во ворена ситуација, пропагандите се дел, особено и државните и така натаму, и земја што се брани, предпоставам има право тоа да го прави на начин на кој што најдобро мисли дека ќе се одрази. Кристина, благодарам се, слушаме во 20 до 10 повторно.